Почитувани, сликата на македонското здравство е поразителна. Според проценките, околу 10.000 граѓани заминаа во суседна Србија за вакцинирање. Луѓе кои цел свој живот плаќале здравствено осигурување, сега беа приморани да бараат спас во друга држава. Вакцините кои стигнаа во Македонија се само една капка во морето. За кого попрво овие вакцини? Се уште не се имунизирани здравствените работници, доктори, сестри, болничари, лаборанти, фармацевти, стоматолози и луѓе кои работат во здравството. Вакцини чекаат и повозрастните граѓани, чекаат и хронично болните. Ваквата катастрофална состојба во здравството е резултат единствено на неспособноста на Филипче Заев, кој наместо грижа за граѓаните и организирање на системот си се возат безгрижно со мотори, уште и бесрамно си се сликаат. Го прашуваме Филипче, зошто не прифати ниту една мерка која ја предлагаше опозицијата, а ги имаше многу? Зошто не се направија триажни центри и дневни болници во сите општини? Зошто не се ангажираше невработениот здравствен кадар, кој е околу 3000 во Агенцијата за вработување, кога знаеме дека не се проблем само креветите во болниците, туку недостасува персонал? Зошто и после повеќе од година дена, од како започна пандемијата, се уште нема довод за кислород во модуларната болница во Струмица и зошто модуларната болница во Штип се уште не функционира? Зошто приватното здравство не е ставено во функција на јавното, како што беше најавувано? Зошто се уште нема официјални протоколи и сите клиники имаат различен пристап во лекувањето на болните? Зошто крвните анализи, испитувањето на ЦРП, дедимери, ЛДХ и други, граѓаните ги плаќаат од својот джеп, а антикоагулантните лекови како Клексан, Ксарелто, Фраксипарин не се уште на позитивната листа? И секако, каде се вакцините и масовната вакцинација за оние граѓани кои сакаат да бидат вакцинирани? Секој ден, за жал, имаме по 30 починати, а бројката на ново заболени дневно е 4 цифрена. Кон што води оваа негрижа на власта? Што се уште чекаат? Бројката на починати расте, бројката на заболени се зголемува. Затоа, Филипче, оди си. Одговорност за секој еден човечки живот мора да има и ќе има.